Почитувани, добар ден. Ова е најновото издание на Црвена линија. Правото на здрава животна средина е загарантирано со Устав. Чист воздух, вода и здрава животна средина, државата е должна ова да го обезбеди, а во спротивно граѓаните ќе може да тужат. Откако Управниот суд ги отфрлал тужбите против институциите, иницијативата се најде на општа седница на Врховен суд, од каде се бара судската власт да застане во одбрана на правата на граѓаните, во случај кога не се ефикасни органите на управата. Дали само со тужби ќе имаме чист воздух, вода и здрава животна средина? Тоа е она денес што ве прашуваме во ова издание на Црвена линија и секако прашање плюс кое што можете, а и треба да го одговорите на нашата Инстаграм стори анкета. Затоа е доволно да не заследите најнапред на Инстаграм, да кликнете на Инстаграм стори, а таму ќе ве пречака следново прашање. Дали во вашиот град воздухот и водата се чисти и имате здрава животна средина? Имате две опции за одговор. Да, не ќе кликнете на опцијата која е ваш одговор, ќе ги пресметаме резултатите во проценти и секако овој пат ќе бидат како во последно време соопштени некаде пред рекламите. Меѓу другото ве охрабрувам и потсетувам дека активно учество во Црвена линија можете да земете преку социјалните медиуми, заследете на профилот Црвена линија. Таму е објавена темата, коментирајте, споделувајте, истото тоа можете да го сторите и на профилот на Телма телевизија на Facebook. Но најважно од се, активно учество во ова денешно издание на Црвена линија преку вртење на добро познатиот број 023070005. Да го погледнеме прилогот на Петар Догов, а потоа почнуваме со вас. Чист воздух, вода и здрава животна средина. Државата е должна да го обезбеди ова, а во спротивно граѓаните ќе можат да тужат. Врховните судии донесоа начелно правно мислење, судската власт да застане во одбрана на правата на граѓаните, во случај кога не се ефикасни органите на управата. Правото на здрава животна средина е загарантирано со Устав. Согласно националната и меѓународна правна регулатива, државата е должна да обезбеди здрава животна средина, меѓу кои правото на чист воздух, како поединечно право на граѓаните, кои како странка во управна постапка можат да барат да се задолжат надлежните органи да ги донесат основните плански документи од член 23 од Закон за квалитет на амбиенталниот воздух како општи акти. Во недостаток на уставна тужба, единствен достапен механизам за граѓаните досега беше предвиден со Законот за управни спорови, пред Управниот суд. Управен ги отфрлал тужбите против институциите, па така ова прашање се најде на општа седница на Врховен, по иницијатива на група адвокатски друштва од Охрид. Тие ги воделе тужбите на граѓаните кои паднале на Управен. Денеска општата седница на Врховен се одржа со учество и на професорот по управно право Борче Давидковски. Давидковски ја повика судската власт да ја заузда извршната власт, за која оцени дека е најголемиот прекршител на човековите права и слободи. Судската власт треба да застане во одбрана на правата и интересите на граѓаните. Не може овде да се инсистира, по мене не може да се инсистира на поединечен акт, како што тоа го толкува Управниот суд, само за поединечни акти. Затоа што ако на тоа се инсистираат, јавните органи за секогаш ќе бидат амнестирани во нашата држава. Дебатата околу тоа дали државата е одговорна за загадениот воздух Врховен ја отвори кон средината на месец јули. Повод за иницијативата на адвокатите од Охрид се два различни предмети кои од Управниот суд стигнале до Врховниот. Жители од Скопје и Струмица тужеле поради непостапување на институциите, почнувајќи од владата па се до инспекторатите, како и отсуството на ефективен акциски план за здрава животна средина. Сега на потексте вие 02307 се разбира 0005. Задолжително една напомена пред почетокот секако на ова издание на Црвена линија. Сите вие кои што ќе се вклучите во Црвена линија, верувам се почесто ви има кои што тоа ќе го сторите можеби за прв пат. Имајте во предвид од технички аспект целосно да го намалите тонот на телевизорот. Не случајно бидејќи да се слушнеме пред се добро и да немате чувство дека не сте вклучени во Црвена линија и секако некој друг можеби зборува наместо вас. Па да видиме еве дали веќе имаме некого
со кого нели ќе проговориме. Особено не интересира каква оценка ќе дадете за квалитетот на водата, воздухот од местото каде што се јавувате. Добар ден. Добар ден, Тинче Кристинче. Поздрав до вас. Поздрав од Роме од Бичево. Слушайте, ако сакате чиста вода, чист воздух, дојдете во Бичево. Таму имат чиста река, чиста вода и здрава вода за пиење во чешмата селфа. А народот, вистина, не сме луѓе сега ние. Све што ќе најме фрламе по патишата. Никаква култура нема народа сега. Да појдеш во другите држави, да фрлиш нешто, одма ќе те пријават. А ние што јајме, по патот фрламе. Ви се чини ли дека со тужби можеме да стигнеме до чист воздух, вода, здрава животна средина? Да, тоа е редот. Да имат како време и го ставија што беше. Сите да се казнат, ако фрлят по патичана. Ево да појдеш од Бичево до едно село Драстајца, по патичана све е фрлено. Ќе јавите и ќе фрлят по пата. И конзерви, и нешто од храна, све фрлено по патичана. Ние немаме никаква култура тина. Немаме култура ние народот. Пре се јавив на телевизија и ја испеав песма на другаркана sa Biljana Platna Береше, на Билјана. И праша Роме како пееше. Ќе ти кажи. Така, благодарам многу и ваш. Ајде, пријатно. Поздрав, секако останете со Црвена линија и благодарение на вас почнавме со ова издание, но продолжуваме со сите вас останати кои што допрва ќе бидете вклучени во Црвена линија. Добар ден. Добро, и денес подсетуваме секако на за што сакаме да проговориме со вас, дека правото на здрава животна средина е загарантирано со Устав. Некако во пресред како што и брзо врви времето, ќе дојде и зимата, можеби ќе биде исклучително и студена, тоа не знаеме, но во последните години секако особено во голем дел од градовите од нашата земја, зимата станува препознатлива не по зимска идила, туку по екстремно загаден воздух. Она што е интересно е дека државата, како и секоја друга, е должна да обезбеди чист воздух, вода и здрава животна средина. Во спротивно, граѓаните може да ја тужат. Би сакале да слушнеме, еве, сите оние кои што ќе се вклучите, каква оценка можете да дадете во однос на квалитетот на чистотата на воздухот, квалитетот на водата на пиење, бидејќи тоа е сега предизвик за граѓаните, како што се граѓаните, например, од Струмица. Па да видиме, еве, дали сметате дека токму со тужби може да дојдеме до чист воздух, вода и поздрава и почиста животна средина. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Ве молам, како може да дознаеме од која причина во последно време во Охрид на Савајле се чувствува загаден воздух од чад кои се спуштат од планината према градот. По некои кажувања дека се пали депонијата. Дали имаме се уште гледачката? Најверојатно не. Јас ќе ухрабрам секако повторно да го заврти телефонскиот број 0230700005 и секако во новите 90 секунди да ни предочи, всушност еве, колку што можевме да разбереме од почетокот на низиното излагање, дека жителите на Охрид секој утро чувствуваат миризба, силна миризба на чад. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Поздрав до вас, во Црвена линија сте. Поздрав и до тебе. Ве слушаме, повелете, еве, со тужби можеме ли да дојдеме до здрава животна средина? Прво да кажам секоја чест за темиве што ги ставате. Благодарам. Толку убави теми, толку се, значи, многу битни, Тина. Зошто со тужби? Сега, нели, зборувавме вчера за луѓе со посебни потреби, сега зборуваме со протест. Сега ќе тужиме ли? Па ние сите треба да тужиме. А што правиме, што сега прочитав на Фејсбук дека не знам колку деца починуваат од загаден воздух, а што правиме? Ќе ги срушиме ли зградите?
со тужбата што ќе направиме ние? Ќе добиеме надокнада за изгубениот живот, надокнада ќе добиеме зашто некого сме изгубиле, дека сме го изгубиле здравјето, значи кога не се мисла Тина, никој не мислеше до сега, ни овие, ни оние, значи многу сум разочарана. Скопје е цело во бетон. Значи сум кажала неколку пати, јас не одам надвор од Скопје, сигурно и таму е исто, реве, што рече гледачот, у селото му е чисто. Тука кај нас, значи, е страшно, значи, уште се гради и уште никој уопште не ни спомнува, еве сега вие што ставите тема, секоја че за уредникот, значи, ама ние ќе дискутираме, ама што дека дали некој ќе превземе нешто, што дека ќе тужиме, тоа го кажувам, пак ќе го повторам. Дали ќе ни се врати здравјето, дали кога ќе дојде зима, која ќе кажат на телевизија затворете ги прозорите, не излегувајте, дали е тоа убаво, дали е тоа и психичка војна и онаква и штетно по здравјето. Значи се Тина ништо не ни функционира, значи жал. Благодарам многу, еве што и вие бевте дел од ова издание на Црвена линија. Останете со нас да слушнеме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Да, Повелете во Црвена линија сте. Од каде ни се јавувате? од Струмица. Струмица секако кубори со недостиг на чиста и питка вода од чешмите за пиење. Да, моментално е тоа, но јас имам друг проблем. Повелете. Дом нашата куќа, која е изградена 1980 година, 2013 година се досели автолакер на само 3 метра од влезната врата. На сите врати тропнавме кај што треба да тропнеме, ниеден не ни одговори во наша корист. Сите беа против нас. Какви одговори еве конкретно добивавте? Дека не сме во право, дека воздухот е чист. А тој имаше автолакирница и чукаше, поправаше коли преку цел ден. И еден ден се осмели и ми рече, па господјо, ве молам, ставете си алуминиумски врати и прозори да не ме слушате. А истото го кажа и надлежната од инспекторка од општината. Такви одговори добивте дури од инспекцијата? Добро. Со тужби може ли еве да се постигне да имаме здрава животна средина во која што ќе уживаме во чист воздух, ќе имаме можност да пиеме чиста вода и благодарам еве и што ни пренесувате од прва рака што се вели со што се соочувате кога станува збор за загадување на животната средина. Добар ден. Добар ден, не знам од која причина прекина телефонот. Да, драго ми еве повторно, јас си апелирав да го завртите телефонскиот брод. Да. Добро, застанавме онаму каде што чувствувате секој утро во Охрид мирис на чат. Да. А јас мислам и другите луѓе дека го чувствуваат, па не знам зошто не дошло до да стане збор за оваа работа. Се чувствуваат од патот према Ресен, најверојатно може да се пали депонијата на кај Ресен, што има некоја депонија. Не можам точно да кажам што е причината, али многу жалам што е ваква состојбата, затоа што овај бисер кој е едини во светот на чиста вода и на чист воздух, од некоја причина да се загадуваат. Дали еве беа информирани надлежните во однос на чадот кој што го чувствувате во последно време секој утро? Најверојатно, јас не знам, не би можела тоа да го кажам. Еве, дали вие лично сте пријавиле? Секако е не, желба ми беше вака малу да скрена внимание на таа работа. Одлично. Интересно што граѓаните сега ќе може да ја тужат државата доколку не дишат чист воздух. Сметате ли дека на таков начин ќе дојдеме до здрава животна средина? Јас вака мислам, културата на човек треба да е на високо ниво.
Така, благодарам многу, особено ми е драго еве што прифативте и не послушавте на укажаното. Се разбира повторно да добиете нови 90 секунди за социјални или да се доискажете. Тоа е она што го бараме од вас и како секој од вас е добре дојден. Денес зборуваме на темата здрава животна средина, чиста вода, чист воздух, а од сега граѓаните ќе може и да тужат државата доколку сметаат дека не дишат чист воздух. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. А пошто велите може да ја тужиме државата само во кој суд? Во Страсбург? Пошто овека во Македонија судството има 2% довереност. Кај ќе тужиме? Кај кого? Значи, ако ќе тужиме во Страсбург, може ќе биде нешто. А во ова судство никој повеќе не верува. Каде? Джабе. Не е тоа институција што може да некој човек да земе да тужи. Па еве вака, дали ви значи тоа што откако управниот суд ги отфрлал ваквите тужби, предметот дури стигнал до Врховен суд? Ама нема ни уставен, ни врховен, ни обвинителство, ништо, тоа сето е со доверба од 2%. Значи само сирно и черка му има доверба во судијата. Друг никој во Македонија нема доверба во судството. Дали во вашето место од каде што ни се јавувате сте задоволни од квалитетот на воздухот и секако квалитетот на водата за пиење? Не сум, ама нема што да правам, еве ви кажувам, имам хоб, ако знаете што е Белозорова. Нема врска, одвај дишам, ама кај кого, кај ќе се жалиш? Нема институција, нема здравство, нема ништо, нема. А па судство, еве ти кажувам, ајде здравство имаме уште 30-40%, ама судство со 2%, намерно го посетирам тоа 2%, затоа што тоа е за мене занемарлива бројка. Нема судство, ајде ќе читам. Дали со тужби ќе имаме чист воздух, вода и здрава животна средина. Така, благодарам многу и вам еве за учеството во Црвена линија. Подсетување за сите останати, секако дека можете активно да земете учество во темата и по завршувањето на Црвена линија со оглед на тоа што не има на социјалните медиуми. Коментирајте и споделувајте. Тоа изгледа вак, значи секогаш објавите на темите се илустрирани преку слика. Прашањето е дали со тужби може да стигнеме до чист воздух, вода и здрава животна средина. Ке подсетам дека го имаме и првиот коментар, каде што Александар напишал пари фрлени во загаден воздух, тоа е неговото прашање, бидејќи знаете, имаме една најчесто разговорно се употребува за залудно потрошени пари фрлени во воздух. Така да од тука е тоа пари фрлени во загаден воздух. Па еве дали со тужби ние можеме да дојдеме до конечно здрава животна средина. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Од Охрид се јавувам. Ете, имавме гледачка од Охрид. Како ги коментирате низините увиди околу миризбата на чат? Тоа е точно дека, слушај вака, ти не слушај. Јас ќе ти кажам. Точно жената вели дека доаѓаат смрдејата од чадот, од буко кај што гори ѓобрите. Не е тоа точно. Точно е идат дека од таа страна, ама идат од лярница, што е фабриката, што ноќе тешки миризби имат. Гледам улуците што на куќите нас ни скапуваат тука што живееме до лярница. Ме разбирате? Так. Порано кога работеше фабриката Застава, ќе се побунеа од котларата кој ќе чадеше со мазут што грее. А сега дека со куда и со што греат, со што прават, ја не знам, металите што ги топат, легурите што се лијат, ја се работе порано тука во таа фабрика, најпоќе загадуваат воздухот ноќе во Охрид од Застава лярница. Дали еве се информирани надлежните? Нема кому да му кажеш. Сметате ли дека еве ако се поднесе тужба против државата, ќе има ефект? Не, треба да се поднесе тужба против лярница. Лярница, никој не е крив, државата не може све да прави. Не разбираш? Лярница е крива, нема потреба државата. Државата не ги тера да чадат. Порано кој имаше, кој работеше Застава фабриката или котларата, ќе се побуди одма ќе ни свика од пожарна набе. Што правите таму котлите, наместете ги да не чадат, да не... Така, благодарам многу. Останете со Црвена линија. До сега можевме да слушнеме неколку излагања од гледачите. Продолжуваме со вас. Добар ден. Убав ден. Најубав ден и вам.
и многу жестока тема. Па да ви кажам, ова е многу важно. Меѓутоа, кај нас, за жалост, ова да е на запад, ќе функционира да тужиш, ќе добиеш ред. Меѓутоа, не се работи да се тужи само и да се оваква. Треба да се поведе постапка. Меѓутоа, кај нас постапка е само директно, како да кажам, казни, али големи. Значи, не да биде казна дека ќе може таа фабрика ќе ја плати 10, 20, 30 илјади евра, тоа за ништо не е ако направи некој промет 100.000 евра. Значи, кај нас треба подхитно затварање или огромна сума на пари. И огромна сума на пари да биде пак некој ќе може да ја плати ако се работи за поголема институција. Меѓутоа, ако се одма да се затвори, затоа што сите фабрики мора да имаат филтри, нема, затвора и фабрика, ќе останале луѓе без работа. Па луѓе остануваат без живот, умираат. Значи не може со тоа само да се вадиме ќе останат. Значи одма да се затвора. Ја не знам од каде се мириса, од дека еве јас сум од Карпуш, навечер смрди на не знам што да кажам и на овако на дека дим, некој навечер. Обично сите тие мали што не се регистрирани, не знам како да ги наречам, нешто работат навечер. Тоа се случува во ноќните часови, кога нема контрола и кога мислат дека народот ништо не осеќа и не е овако. А затоа треба инспекцијски служби 24 сата да бидат на терен и да видат каде, што и од како, каде. Благодарам многу и вам што бевте дел од оваа црвена линија. Сега кога ќе ве потсетам, внимавајте на тајмерот 90 секунди од бројува за едно јавување. Слободно додека траеме, завртете како повторно нашиот број. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден. Ете, вие постојано сте ни гледач од Охрид. Вака сега. Прво, нема град каде што нема загадување, каде што најмногу население има, но имаме можда чист воздух негде во селата, ама тamo нема кој да дише, по 20-тројца се. Сега вака, значи, ако земеме сите да тужиме, ќе бидеме во право и судот мора да донесе судска пресуда во корист на тужителот. Меѓутоа се прашува дали државата ќе има средства да ги обештети сите тие, затоа што сите сме загрозени на некој начин, значи од каде пари да не обештети. А сите имаме право на здрав живот, чиста околина, чиста средина. Ние, значи фактички го правиме тоа што не треба, а сега државата треба да не обештетува. А како да не обештети, кога сите ќе тужиме, сите ќе бараме да бидеме обештетени. Не знам, ја ми се чини дека одека нешто не е уред. Меѓутоа, сите оние кои што го загадуваат воздухот, треба, значи, да поднесат елаборат со какви средства, со какви горива, значи, ќе работи таа фабрика, индустрија и дали има загадување и кој процент. Само на тој принцип можеме да се спасиме од загадувачите. А ако не го... И, значи, градежната мафија треба еднаш за секој да се дислоцира од градовите. Надвор. Благодарам, поздрав. Благодарам многу и вам. Останете со нас. Добар ден. Добар ден. Ќе ве замола малку погласно. Добар ден. Добар ден, убав ден, повелете. Фала исто и на вас. Добра тема. Ги слушам предходните. Некако не ми се свиѓа бе се владата виновна, се ово, оно. А ние не сме ништо виновни. Па, јас живею у село Псача. Тоа е страшна работа по планина ловджије, пеќуркари. Неќам прошетам малко. Страшна работа што се направиле. Што е тоа што е најстрашно во местото од каде што ни се вуете? Што сте детектирале? Што е најстрашно? Како се загадува воздухот, водата, средината генерално? Воздух. Воздух не може да се загади у Псачо. Едино само кога се запали депонијата у Корнопицу. Горе депонии? Да. Така, дали е реагирано кај надлежните? Како реагираат тие? Каков одговор даваат? Па, ти изгасимо и готово. Не е тој. Джабе, тужака му се.
Така, добро, благодарам. Останете со нас секако да слушнете што ќе кажете и другите гледачи во Црвена линија. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Јас секако ќе ве потсетам задолжително да кликнете и на telma.com.mk. Се разбира што се однесува до темата за која што зборуваме со вас. Задржете го вниманието на овој наслов, односно Врховен суд. Државата е должна да обезбеди чист воздух, во спротивно граѓаните ќе можат да тужат. На профилот на Телма телевизија на Facebook во однос на ваквата вест има исто коментари кои што се секако дел на некој начин и од темата за која што зборуваме. Александра Илиева Милцова има напишано поддршка за адвокатите од Охрид и за начелното правно мислење. Институциите се должни да ја заштитат животната средина. Ви се чини дека до поквалитетна и почиста и здрава животна средина нашите граѓани ќе можат да дојдат со приложување тужби. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, дали? Да, повелете, во Црвена линија сте. Вака сега. Значи со тужбите, како ќе оди, што ќе оди, тој ќе некој непотизам. Кој ќе добие, кој нема да добие, кој ќе има време, кој ќе нема време. Меѓутоа, треба малку да се види и со градењето. Значи, толку се гради во Скопје, да не знам, ајде, се блокира, буквално се блокира провелот. Значи немате вие провез тука и сето тоа. Имате дизел овие горива што се джиповите. Значи од тоа се издувни гасови, ја го кажем од искуство што се случува кај мене, буквално на моја улица. Значи толку изградено, джипови, издувни гасови, зимоска им е ладно, овако летоска им е топло, значи нон-стоп се уклучени, така да тие овако треба малце повеќе. Јас да сум вас, јас джиповите не би ги пуштила во град. Значи джип е за отворен пат. Не овдека се ствара и гужва, а тие издувни гасови, значи ја можам од искуство да кажам, вие да не можете да седнете во двор, джипот ви е паркиран тука, чекат, ја живеам тука од некој училиште околу мене, сите чекат вие да дојдете од 2,5 до 3,5 као да сте на Богородица. Не можете дома да си влезете од джипови и што ги чекаат децата пред приватни училишта. И сега тука изградено издувни гасови, значи мора да се забранат тие издувни гасови повеќе како во други држави од 5 минути да не може во место да работи. Значи мора и таков закон да се донесе, не само да се биде да се тужи. Благодарам и вам за одговорите во Црвена линија. До сега можевте да слушнете што се искажа во однос на темата гледачите кои што ги вклучивме. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ке ни биде особено драго еве од прва рака од вас, како што тоа го направија и гледачите од Охрид, да дадете оценка за квалитетот на воздухот, секако водата, животната средина, од местото од каде што ни се јавувате, со што се соочувате, со што не се соочувате, дали реагирате кај надлежните, дали се реагира од страна на надлежните и така натаму. Дали генерално ви се чини дека преку тужби кон државата ќе можеме да уживаме во чиста живот и здрава животна средина. Добар ден. Ало? Добар ден, ве слушаме, во Црвена линија сте. Не слушате? Да, повелете. Добро, вака. Јас мислев дали ова некој пат тема ќе се отвори за Македонија, пошто предпоставувам дека ова значи сите зборат, ама ништо до сега, неколку години немаме, значи збориме за чист воздух, сите збориме, ама ништо не се преземаше од државата. И јас мислам дека ова сите што го горат овој некој кажуваат од сите страни, значи има од Италија донесуваат некој отпад и тоа од диви депонии го палат. Ова со пожарите кажуваат дека и таму е палено, разбираш, значи отпадот. Снежана Лупевска направи многу јака емисија каде што дојде у ситуација да таа прва го повлече тоа кога цистерни од Германија со документи на мазут внесувани во Македонија, каде што тоа масло е мешано со мазут и ги греат сите јавни институции. И тоа е се покриено, се е подмачкано,
ние може да ги тужиме колку сакаме. Значи нема да има ефект затоа што колку и пари да побараме, они ќе ни дадат и повторно ќе го палат. Значи цела Македонија се грее на некое канцерогено масло. Значи сите јавни институции. Ова и врапците го знаат, само што доаѓаме во ситуација никој ништо не може да преземе против државата. И ако мислат дека никој не знае. Така, благодарам многу и вам што ги споделивте вашите ставови со гледачите на Црвена линија. Внимавајте на тајмерот. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Се слушаме? Да, ве слушаме, повелете. Се јавувам од Кавадарци. Како е во Кавадарци? Кавадарци е добро, ама нешто не ми е јасно. Вчера, кога испаднав на чашијата да одам, кога видов небото, сето бело, авиони, тоа е страшна работа. Значи државата, функционерите знаат што е тоа. А зошто не му кажат на народот? Народот го труат. Авионите катастрофа, сето бело небо и тоа прашина од узгора паѓа. Тоа го дишиме ние, народот. И гаранција дека се очекува нешто у 11 месец катастрофа да биде. Ви се чини ли дека еве со поднесување на тужби од страна на граѓаните кон државата ќе се реши? Наравно дека се тужи државата, мора да се тужи. Државата е одговорна за народот. У Кавадарци беше катастрофа невидена. Небото сето бело. Ја не знам, државата знае, а треба да каже, се прскали нешто, шо го труат народот, страшно нешто е во. Страшно нешто. И па некоја корона у 11 месец. Така, 90 секунди, внимавајте на тајмерот. Благодарам за јавувањето. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден, господине Тале. Каков е квалитетот на животната средина во Прилеп? Па, спрема Скопје драстично подобар воздухот кај во Прилеп, но сепак има загадености во Прилеп. Апелирам до владата. Денеска, не знам, не ве следев од почеток емисијава, слушнав дека секој 10-то дете во Македонија умира од загаден воздух. Тоа е злостор од самите нас кон наши деца. Апелирам до владава, овие пари кои сега се замат како кредит од Унгарија, за онма уште да се почни од сега, да се менуваат сите парни котли во училишта, институции, било каде има грејење на нафта. Од изслушнав дека е на училиште, не е важно кој е, 400 литри во зимо троши во денот за грејење на парното за тие дечиња. И затоа апелирам, уште сега апел од вас како новинари да се пренеси до владата, од тие пари, онма тендери, сите парни котли да се менуваат со плин и да имаме почист воздух во било кој град и поздрави дечиња. Друго да кажам, жал ми е што тие што беа во шарена геј парада се беа самоуништувачи. Зошто? Груевски и ВМРО договорија руски главен гасовод со Русија, Турција, Грција, Македонија, Србија, Унгарија. Имавме и заработувачкото. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Продолжуваме. Ево уште неколку коментари. Ванчо Глигоровски напишал: а кој ќе тужат граѓаните кога ние немаме држава и после 34 години чиста реалност, која е БЈМ, ФИРОМ, Северна или наредната Северозападна Македонија? Славчо Малиновски напише: па ние сме имале судбе, а ние ве прашуваме дали со поднесување на тужби кон државата, која што според Уставот е задолжена на граѓаните да им обезбеди здрава и чиста животна средина, ќе го постигнеме тоа. Добар ден. Добар ден, Македонијо. Божја промисла да добијам така 2 пати на подруго. А кој ве кажете ми дали со тужби може да се постигне да имаме здрава животна средина?
нема шанси народ кој си ја сака својата мајка, татковина, Македонија, света земја, кој има чувство за свое македонско, ќе си тера вода на своја македонска воденица, ќе си работи за своите македонски работи и потреби. И така ќе има пари и живот за чист воздух, за добри котли по институции на плин, не знам, на друга енергија, а не да се самоуништува со железара во Скопје, цементара во Скопје, Окис во Скопје, топилница за олово и цинк во Титов Велес за трујање на хемиџискиот Велес. Не е Титов, туку Велес на Кочураци на хемиџискиот Велес. Затоа, значи, решение, реков, значи, пред малку владата да ги менува сите парни котли, докато има, значи, со нафта, да има намалена од државни институција, а прават загадување. Тоа да се спречи уште сега, во овој месец 2-3, да се намали загадување. И дај Боже СДС кој спречи руски гасовод и на плин, термоелектрана Неготино, термоелектрана Рек Битола и Рек Осломен и помало загадување, таа власт, тие СДС уништувачи на деца. Кажете ми дали ево во Прилеп има се уште палење на диви депони? Ретко, не толку често, како што има во Скопје, за жал, и во други градови. Така, благодарам многу, ете, повторно се вклучивте. Тоа истото важи и за останатите гледачи, кои што, доколку дозволува времето, секако време траењето на црвена линија, ќе можете да го сторите. Тоа, добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Па, вака. Природата, како природа, ни дава многу чисти места, ни дава планини, шуми, чисти простори, меѓутоа, ние сме тие кои што ги уништуваме. Ги загадуваме, како прво со отпадоците. Значи, фрламе кај годе, секаде. Еве, ги спопаливме и шумите, останавме без шуми. Тоа беше извор на кислород, на прочистување на воздухот. Сега нема што да ни го прочисти воздухот. Значи, многу голем број на шуми се ги нема повеќе. Кога ќе се обноват, треба години, 40 години треба да порасти едно дрво, не знам колку таму. Имаше статистики некои, се кажува во време на пожарите. Така да, за се сме ние криви, луѓето се криви. А со тужби, со тие работи, тоа е еднократна казна, некој ќе куртули, некој ќе плати, како кој, така да... А иначе, кој ќе го тужат? Правните субјекти, ако ги тужат, правните субјекти на суд ќе добијат со адвокати, со едно, со друго, така да ќе платат нешто минимално. Така. Благодарам многу и вам за вашите одговори во црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Овој проблем мислам дека одавна, од порано, затоа што големиве гиганти, железара, Окис, тие, цементара, кажуваат дека немаат тоа филтри, дали ги ставија, не ги ставија, сега работат со, вајда со помал капацитет, меѓутоа и тоа така се остави. Подхитно треба да се направи инспекција, тоа да прави, нон-стоп да ги проверува. Има ли овие што се ко фабричиња навечер? Стварно, цело Скопје мириса на неубаво. Не само одредени места, да речеме. Секаде се осеќа. Јас сум на висина и понекоја знаеш како тешко мириса, дури не можеш да сватиш што е. Така да, ова да има инспекција нон-стоп и да се проверува и да се казнува, да се превземат, а не ако некој со некој се знае. А ви се чини ли дека и граѓаните доколку често почна да поднесуваат тужби кон државата поради тоа што не им обезбедува чист воздух, ќе има ефект? Би требало да има ефект. Па стварно, тоа е и за нив и за нас. Значи, да се одредат, мислам да се одделат пари за тие работи. За сите, а не секој пето дете кажува, тале 10-то, 5-то кажавте на вестите, не знам дали кај вас беше. Не е битно.
Така, благодарам. Драго ни е што еве и вие ги споделивте вашите ставови со гледачите на Црвена линија. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Јас уште еднаш секако ќе потсетам дека оние кои што нема да успеат активно да се вклучат преку телефонското вртење на 0230700005 продолжете дури и по завршувањето на Црвена линија со коментари и споделување на нашиот профил Црвена линија Facebook и Телма телевизија. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Да, се слушаме. Да, повелете во Црвена линија сте. Се слушаме? Да, ве слушаме, повелете. Вака. Зборуваме сега за Куманово. Тука имаме, значи, доста проблематики што само за момент. Вака, да ви исклучам телефонот. Значи, имаме загаден воздух константно. Значи, во вечерните часови, секоја вечер, доаѓаме во ситуација да пријавуваме и обично нешто од све ќе се презема, ама никој пат ништо не може да презема. Гледам дека луѓето цел ден зборат, има тука парк каде што треба да луѓето да седат, да дишат чист воздух, а камиони на една фирма на ќе посочам фирмата Коп Инженеринг, доаѓаат во ситуација да поминуваат тука покрај паркот и на секои 3-4 минути поминуваат и дигаат таква прашина, да луѓето цел ден во паркот се бунат и зборат, ама никој нема некој да направи нешто, за да може да дојде во ситуација нешто да се направи. А тие камиони се по 40 тона, а не смеат да поминуваат во централно градско подрачје. Дали е пријавено до надлежни, има ли инспекциски контроли? Пријавено е, мислам дека тука во спрега е нешто, разбираш, сега и полицајците треба да преземат, бидејќи до 7 тона е улицата да поминуваат, а доаѓаме во ситуација, ги гледаме нив, ама цел ден циркулираат. Значи на секои 5 минути по 2-3 камиони поминуваат луѓе што држат дуќани, кажуваат дека се угушивме од пред. Благодарам многу, еве, драго ни е што се вклучивте во оваа денешна дискусија за која што зборуваме за здравата и квалитетна за животна средина. Секако оно што е ново во Црвена линија, некаде пред рекламите останува да ви ги соопштам и резултатите од денешната Instagram Story анкета. Оние кои што не следат, заследете не и секако продолжете да учествувате во анкетата, но во време траењето на Црвена линија, односно од почетокот на објавата на ова анкета, еве како одговорија инстаграмџи. На прашањето дали во вашиот град воздухот и водата се чисти, имате здрава животна средина, со да одговорија 43%, а со не одговорија 57%. Сега останува да продолжиме со рекламите, а потоа се враќаме во студио. По рекламите, секако, оно што останува е да ви се заблагодарам на сите вас за учеството во Црвена линија, но еве заедно со вас и јас би сакала секако да се префрлам во приказната на Ненад и Кате, особено затоа што имаат гајдаџика и тоа многу убава како гостинка. Прашањето ми е, Кате и Ненад, дали е возможно Моцарт да се свири на гајда? Ама друг пат ке се караме вака, па не ни ги открива изненадувањата, бре, Тина. Ама ке прашаме, Тина, супер прашање. Па ја дома нема да си одам, да останам да слушнам. Добро, значи ке прашам и ке ти кажаме утре што ни кажала гостинката.